Над 300 велосипедисти, рекреативци, спортисти и граѓани беа дел од велосипедската тура по патеката на Оризот, што денеска се одржа во чест на трагично загинатите во клубот Пулс. Заеднички ја организираа нивните семејства и општина Кочани. Учесниците, меѓу кои имаше и деца и родители на жртвите, возеа на кружна патека во должина од 15 километри. Од паркот на Револуцијата тие се упатија кон селото Грдовци, а потоа во Мојанци, каде што имаа кратка пауза. Поминувајќи низ Горни Подлог, застанаа пред клубот Пулс, каде што на местото на трагедијата им беше оддадена едноминутна почит на настраданите. Пред стартот на велосипедската тура беше прочитано и писменото обраќање на родителите на настраданите. Заедно да возиме велосипеди по патеката на Оризот во чест на нашите трагично загинати деца. На 4. мај 1903 в борба загина Гоце Делчев. Животот го даде за Македонија, Македонија слободна да биде. А денес, на 4. мај 2025 година, Македонија е заробена држава. Заробена на авторитет, сконцентриран во еден центар на моќ, власта, без контрола и баланс, која ни го донесе 50-тиот ден од нашата болка, празнина, тежина. Само тишина и молка. Кочани е во жалост. Имаме колективна траума и тага. Нема некој да не е допрен од трагедијата која ни се случи. Сите сочувствуваме и бараме начин да искажеме почит. Почит кон трагично починатите, кон пријателите, семејствата, родителите, повредените. Прво ќе иде полицијата, па после ние по нив ќе одиме што сме родители на починатите деца и ќе гледаме да биде што поспора рутата од има многу мали деца, ќе гледаме безбедноста да биде на прво ред. Родителите порачаа дека нема да се откажат од борбата за да го добијат одговорот за виновниците за трагедијата, заради правда за загинатите. Во организацијата на велосипедската тура придонес дадоа и волонтери од Црвениот крст, членови на територијалната противпожарна единица и доброволното противпожарно друштво, како и вработени во полициската станица и општата болница во Кочани. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.